Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Се полнат болничките капацитети во Тетово со ковид пациенти. Хоспитализирани се 36 пациенти, од кои најголемиот дел се на кислородна поддршка. Во Тетово ќе се отвори нов дневен центар за деца со попреченост, најавуваат од Министерството за труд и социјална политика. Полошките фудбалски ривали Тетекс и Гостивар одиграа контролен надпревар на подготовките во Охрид. Се полнат болничките капацитети во Тетово со ковид пациенти. Хоспитализирани се 36 пациенти, од кои најголемиот дел се на кислородна поддршка. Состојбата со пандемијата станува сериозна во овој регион. Бројките брзо растат. За само 2 дена во Тетово и Тетовско се регистрирани 125 нови случаи на COVID-19, така што бројката на активни случаи достигна речиси 300. Состојбата станува сериозна, се повеќе лица бараат медицинска помош во клиничката болница. Во моментов се хоспитализирани 36 пациенти. Имаме и нови случаеви, ново заразени пациенти, секој ден имаме исто голем број, така да во моментот имаме 36 хоспитализирани пациенти, од нив 31 се на кислородна поддршка. Имаме 31, имаме 37 години и другите се над 65 години. Сите се нормално со хронични болести, плучни, срцеви, нема без коморбидитети. Али имаме и помлади, со обезита, со зголемена телесна тежина. Од овие пациенти имаме 4 пациенти, вакцинирани само со прва доза, додека 20 пациенти се со 2 дози вакцинирани. Пациентите брзо развиваат клиничка слика. Кај најголем дел од нив преовладуваат респираторни симптоми. Пациентите се јавуваат за неколку дена, тие што се хронични се хоспитализираат од кога е потврден или па за неколку дена се манифестира болести, така да се тестираат па одма позитивни и се почнуваат со медикаментозно лечење во болница. 90% иде со респираторни симптоми, кашлање, температура, болки у гради, мускули, не е баш. Затоа има диференцијална диагностика. У болниците се прават и параметрите кои што дават, го типизираат некако коронавирусот, во разлика со стомашните или овие респираторни вирусни сезонски што ги имаме. Така да, тоа све може само болница да се направи за да се диференцира. Од епидемиолошката служба при Центарот за јавно здравје велат дека од град со спорадично ширење, сега Тетово има широка распространета трансмисија на болеста. Како причини ги посочуваат семејните веселби и свадбите и непочитувањето на мерките и протоколите. Во гостување на телевизија Сител, доктор Злате Мехмедовиќ вели дека немањето, односно минималните рестриктивни мерки е причина за зголемување на бројките на заразени со COVID-19 во текот на изминатите денови. Во наредниот период се очекуваат и троцифрени бројки, така што сега треба да се размислува како да се организира здравствениот систем, вели доктор Мехмедовиќ. Рестриктивните мерки практично пред месец дена беа целосно подигнати. Останаа оние некои мали мерки за контрола на ширење на трансмисија на вирусот во затворени простори и тоа беше максимум што беше останато од рестриктивните мерки. Беа дозволени семејни забави, беа дозволени големи прослави, беше дозволено од групирање на луѓе на затворено без да носат маски, така да немавме рестриктивни мерки. Немањето рестриктивни мерки очигледно дека е една од причините зашто толку лесно се шири вирусот и зашто толку лесно се дуплираат бројките во текот на изминатите денови. Меѓутоа, со оглед на тоа што рестриктивните мерки се ставени онака во секундарен план, сега се што ни преостанува е во наредниот период да размислуваме на тоа како да го организираме здравствениот систем. Сите оние капацитети и логистика околу тие капацитети организирани за да можеме да ги прифатиме оние на кои што ќе биде потребна хоспитализација. Процесот на вакцинација е само една од работите кои што додаваат на неизвестноста на овој бранш што не очекува. Не знаеме на кој начин се одрази болеста кај оние кои што
примиле вакцина затоа што во најголем дел очекуваме да бидат асимптоматски, меѓутоа во одредени случаи очекуваме да има и симптоматски појави на болеста, меѓутоа не очекуваме да има тешки форми на болеста и смртен исход. Многу поголем проблем ќе бидат оние кои што се невакцинирани, затоа што кај нив дефинитивно очекуваме да имаме поголем број на хоспитализации. И со оглед на тоа како е распоредена вакцинацијата по старосните групи и она што го гледаме како искуство од светот е дека поголем дел од оние кои што сега се хоспитализирани, а порано не биле, се помладите во старосната група помеѓу 18 и 49 години, каде што хоспитализацијата на таа возрастна група е речиси дуплирана. Во Тетово ќе се отвори нов дневен центар за деца со попреченост, најавуваат од Министерството за труд и социјална политика. За таа цел веќе е потпишан договор, а рокот за спроведување на проектот е 18 месеци. Министерството за труд и социјална политика склучи договори за соработка со 3 општини меѓу кои и Тетово, кои предвидуваат отварање на нови дневни центри за деца со попреченост, како и советувалиште за деца и семејства во ризик и за деца со попреченост. Според предвиденото во дневниот престој за лица со попреченост кој треба да се формира во Тетово, ќе има можност да престојуваат 30 деца со попреченост. Давател на ова услуга ќе биде невладината Имаго Плюс. Стручен тим составен од специјален рехабилитатор и едукатор, логопед, психолог, социјален работник и физиотерапевт ќе обезбедува услугата индивидуален и групен третман според претходна проценка на потребите на децата со попреченост. Во дневниот престој децата ќе имаат можност да ги развијат секојдневните животни вештини, навики за исхрана, хигиена, здравје, но и други активности како што се воспитни, социјални, културни и рекреативни, за да можат децата со интелектуална попреченост полесно да се вклучат во редовниот образовен систем, најавуваат од ресорното министерство. Услугата во дневниот центар предвидува групна, индивидуална и окупацијска терапија за децата со попреченост, а покрај социјалните услуги со децата предвидена е и паралелна работа, советување, работилници и други активности со родителите. Рокот за спроведување на проектите е 18 месеци. Повеќе пожари низ земјата се активни. Состојбата се уште е сериозна со пожарот меѓу Делчево и Пехчево. Надлежните апелираат на поголема внимателност во насока на превенција од пожари. Состојбата со пожарите во земјава постојано се менува, додека едни се локализираат или целосно се ставаат под контрола, други избувнуваат. Секој час се отвораат нови жаришта. Се действува со сите расположливи средства и ресурси, но временските услови, високите температури и силниот ветер ја усложнуваат ситуацијата. Од вчера на целата територија на државата е прогласена кризна состојба, која ќе трае 30 дена, а главниот штаб за управување со кризи ја презема координацијата за борба против пожарите. Покрај нашите припадници на армијата, на полицијата, противпожарните бригади, местното население и секој оној што може да помогне во овие мигови, имаме пријатели од соседните земји, странска помош која подадоа својата рака, донираа своји ресурси, човечки, материјални ресурси, во справувањето со пожарите кои беснеат на територијата на државата. Надлежните апелираат граѓаните да бидат внимателни, особено пушачите, каде ги фрлаат опушоците од цигари. Во наредни денови, додека се изразито високи температурите, да се воздржат од правење скари и палење огнови на отворено, а многу повеќе да внимаваат пушачите, посебно при фрлањето на отпушоците. Бидејќи најголем број од пожарите во историјата се од патот кон отворениот простор, па потоа и кон шумите. Што значи, отпушоците се едни од главните причинители и ги молам пушачите секоја цигара што ја испушиле да ја изгасат. Инаку и во Тетовско-гостиварскиот регион има пожари, но за среќа се од помали размери. Од регионалниот центар за управување со кризи Тетово известуваат дека јавното предпријатие Македонски шуми Шар Гостивар во текот на вчерашниот ден имала интервенции за гаснење на шумски пожари во селата Печково, Пожаране и Куново Маврово.
На пожарот во село Печково заедно со екипи на територијалната противпожарна единица Гостивар е интервенирано во неколку наврати, додека во попладневните часови екипа на вработени е повторно упатена на пожарот кај село Пожаране кој бил локализиран, но истиот повторно се разгорел. За сега активен останува само пожарот кај село Пожаране и на истиот во текот на денешниот ден интервенира јавното предпријатие Македонски шуми Шар Гостивар, додека пожарот кај село Куново е локализиран. Територијалната противпожарна единица Тетово пак во изминатото деноноќие имала 8 помали интервенции во градот и околината. Приведени 4 лица поради поседување дрога. Во полицијата пријавен лажен ПСР тест. Во сообраќајна незгода повредено едно лице. Билтен на СВР Тетово. Вчера на автопатот Тетово-Гостивар привлез во Гостивар, полицијата лишила од слобода 41-годишник од Скопје и 24-годишник од Гостивар поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Имено при контрола на патничко возило Volkswagen Passat со скопски регистерски ознаки, во кое се превезувале, биле пронајдени пакување марихуана и пакување кокаин. Двете лица се приведени и задржани во полициската станица Гостивар, а по документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. На наплатната рампа Желино на автопатот Скопје-Тетово, во координирана акција од страна на полициски службеници од Оделот за криминалистичка полиција, секторот за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи и СВР Тетово, вчера лишени се од слобода 28-годишник државјанин на Република Словенија и 42-годишен тетовец. При преглед извршен во патничко возило Ланчија со тетовски регистерски ознаки во кое се превезувале лицата, биле пронајдени и одземени над 100 грама кокаин и пакување хашиш. Извршен е увид на лице место од страна на кримтехника при СВР Тетово, а двете лица се приведени во полициска станица и во координација со јавен обвинител. Против нив ќе биде поднесена пријава по член 215 од Кривичниот законник. Вчера во 15 часот во СВР Тетово од приватна здравствена установа во Тетово било пријавено дека 35-годишник од Тетовско Стримница кај нив донел фалсификуван ПЦР тест на негово име. По извршените проверки било утврдено дека е фалсификуван, односно под бројот и датумот на издавање кај нив било заведено друго лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Полициски службеници вчера во Тетово лишиле од слобода едно лице затоа што физички ја нападнал неговата 66-годишна сопруга. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 19 часот и 25 минути во СВР Тетово било пријавено дека на улица Благоја Тоска во Тетово се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, управувано од 32-годишен жител на Тетово, и патничко возило Volkswagen Polo со тетовски регистерски ознаки, управувано од 27-годишник од Тетово. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил 27-годишникот, констатирани во клиничката болница Тетово. Полошките фудбалски ривали Тетекс и Гостивар одиграа контролен надпревар на подготовките во Охрид, кој заврши со резултат 5:5. Членовите на втората фудбалска лига Запад Тетекс и Гостивар во моментов ги одработуваат подготовките во Охрид, а таа можно се искористија да одиграат и меѓусебен контролен надпревар. Иако екипата на Тетекс постојано беше во водство, на крајот сепак надпреварот заврши без победник 5:5. Сме четвртиот, петтиот ден, втора утакмица игравме прво со Охрид. Задоволен сум од наставот на екипата, ќе продолжиме до недела да играме. Ќе имаме уште две утакмици плюс и ќе се подготвиме третата фаза во Гостивар. Денешна утакмица ни беше една добра утакмица за Тетекс и за нас. Им пожелувам успех на Тетекс и на Гостивар на новото првенство. Одигравме третиот или четвртиот контролен надпревар. Мислам дека беше добро. Сега се уште сме во подготвителен период, каде што тешки ни се нозите, каде што сме уморни, али како што видовте све тече во најдобар ред. Подготовките течат во многу добра атмосфера. Во екипата владее добра конекција меѓу сите нас играчите, меѓу тренерите, меѓу стручниот штаб. Целиме кон средниот дел на табелата, ако ни се пружи шанса да одиме и бараш.
подготовките течат во најдобар ред. Ние се спремаме со шефот Славчо Георгиевски, Дејан Цветковски Мали. Гледаме да се подготвиме во што е можно најдобро дело за новата сезона, да ја пројдеме како што треба и како што деликуваат за ваков клуб Тетекс. Јас искрено сум задоволен од мојот настап и од соиграчите. Би сакал да имавме победа, но ете, така заврши нерешено. Нареден пат подобро. Посакувам на играчите многу среќа на подготовките и се најде. За денешен надпревар можам да изјавам дека имавме доста грешки во одбраната. Нападот малку подобро функционираше од минатиот, но сепак мислам дека со шефовите Славчо Георгиевски, Дејан Цветковски и Мали ќе ги поправиме тие грешки за следниот надпревар да не се случува. Подготовките теча во најдобар можен ред. Фала му на Бога немаме никакви повреди до сега. Благодарение на физиотерапевтот, кондициониот тренер и целиот стручен штаб, се во најдобар ред и ни престануваат уште неколку такмици до почетокот на сезоната. Целта ни е атакуваме во првите 4 места во лигата, па малку оптимистички сите очекуваме што побрзо да почне. Двете екипи подготовките во Охрид ги завршуваат во недела, а до тога ќе одиграат уште по еден контролен надпревар со екипи кои се подготвуваат крај Охридското езеро. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на регионалните вести. Пријатно!